Наместо да ги замрзнува цените на основните прехранбени производи, државата да ги укине царинските давачки за компаниите. И тие час поскоро ги намала цените на храната, бараат бизнисмените. Увозниците на тестенини за Алфа велат дека не било фер владата да се меша во работата на стопанствениците кои се двигател на економијата. Велат ако треба ќе се работи и со минимална заработка, но мора да се води сметка за граѓаните, а не само како што велат на гол популизам. Државата треба потхитно, не привремено, не времено, него за секогаш да ги укине царинските давачки и прелевманот за тестенините, и за брашното, и за млечните производи, и другите нетарифни бариери кои што се квоти, бандероли и други пречки кои што ја забавуваат набавката на производите. Паралелно се очекува владата на седница до крајот на неделава да даде предлог за замрзнување на цените на трајното кравјо млеко, шпагетите и макароните. Министерот за економија рече дека се разговара и со трите производители на масло за јадење да ја намала цената на овој производ. Бизнисмените критикуваат дека за разлика од другите држави каде паѓаат цените, македонските маркети и натаму остануваат господари на цените и тоа во време на криза. Вела дека битката мора да се води со една цел – заштита на стандардот на граѓаните. Државата треба да креира амбиент за една слободна конкуренција и максимална конкуренција. Меѓутоа, во моментот, покај тоа што перманентно државата работи во тој сегмент, во моментот е неопходно и вакви мерки. И ние тоа го разбираме. Ние сме дистрибутери на тестенини, на некои млечни производи. Ние ќе продолжиме да го снабдеваме пазарот, нормално дека со предпазливи количини, за да амортизираме таа загуба. Претходно владата ја замрзна цената на белиот и полубелиот леп на 33 денари и во земјава настана хаос, односно неколку дена овој производ го немаше по рафтовите. Останува отворено прашањето дали рафтовите ќе останат празни ако се замрзнат и цените на останатите прехранбени производи.